13. октомври 1993 година е датум антологиски за македонскиот фудбал, за македонската фудбалска репрезентација. На 13. октомври 1993 година, или точно пред 30 години, македонската фудбалска репрезентација го одигра својот прв официјален надпревар како членка на УЕФА пред вратите на УЕФА, а тоа беше надпреварот против репрезентацијата на Словенија. Пријателскиот надпревар се одигра во Крањ и на овој надпревар македонската фудбалска репрезентација победи со 4:1. Деновиве кога се слави овој јубилеј, убаво е да се подсетиме на овој надпревар, каде што ја имав таа чест, среќа, привилегија да известувам од лице место како тогашен уредник на неделниот спортски магазин Скок и да бидам дел од 5 спортски новинари кои исто како мене имаат чест и привилегијата да известуваат од Крањ. Тоа беа Атанас Костовски Таско, македонска телевизија, Александар Стиков, македонско радио, Воин Трајковски Војче, дневниот весник Нова Македонија, Драган Николовски од дневниот весник Вечер и Мијалче Доргутов, неделен спортски магазин Скок. Овој надпревар репрезентацијата ја водеше легендарниот Андон Дончевски, државен капитен беше Часлав Божиновски, а во стручниот штаб беа уште Лазар Плачков, Никола Илиевски, Джиджи, доктор на репрезентацијата беше Душко Милевски, физиотерапевт Бранко Белевски Будла и секретар на репрезентацијата Слободан Несторовиќ Мајсторот. Нашиот интересно е во оваа прилика, нели нормално да се каже составот: голмани Лазо Липовски, Зоран Мицевски, Бован Бабунски, Кире Грозданов, Чедомир Јаневски, Зоран Јовановски, Љупчо Марковски, Илија Најдовски, овај одбранава, Виктор Евтимов, Драган Канатларовски, Тони Мицевски, Неџмеди Мемеди, Свето Застанковски и Митко Стојковски. Оваа прилика тој среден вред. И Зоран Бошковски, Дарко Панчев и Ванчо Мицевски во навалата. Тоа се имињата, тоа се спортските новинари, тоа се луѓето од стручниот штаб кои се неизбришлив дел од овој антологиски надпревар на македонската фудбалска репрезентација. Како да беше вчера, 13. октомври 1993 година, како новинар на неделниот спортски магазин Скок, известувајќи од пријателскиот фудбалски надпревар Словенија-Македонија, прв официјален надпревар на нашата национална фудбалска репрезентација, сум напишал аплаузи, радост и големо славје. Тоа е насловот во неделниот спортски магазин со насловната страница, излезен точно пред 30 години. Значи, да се биде македонец, тој историски ден во Крањ. И најнепосредно да се почувствува задоволството од фудбалската доминација беше вистинско чувство. Тоа се мои реченици, мои зборови од известувањето од Крањ. Славје на стадионот, славје пред автобусот, славје во авионот и Андон Дончевски веруваше во своите избраници. Ова е извештајот на 2 страници во тогашниот неделен спортски магазин Скок. Една историја, еден надпревар кој никогаш не се заборава, и средните страници на Скок се посветени на овој надпревар. Еден колорит од тогашниот фоторепортер на Скок, Робе Спасовски, кој заедно со Ѓорги Личовски беа двајцата фоторепортери со 5 новинари кои ги споменав и целиот овој состав. Ова беа пријатни
пријатни моменти, навистина радост и големо славје. Вака, навраќајќи се наназад 30 години претходно, ова е првиот гол на македонската фудбалска репрезентација, голот на Зоран Бошковски Чоко. Ова е една недела после одигрување на преварот, исто така посметен. Како да беше вчера, овој дрес е 30 години, дресот националните тимови на Македонија останал во мојата приватна архива од некој спортски настан. А навистина времето брзо поминува и лета. Навраќајќи се наназад на тие моменти кога македонскиот фудбал го кршеше мразот и го трасираше својот пат во фудбалското семејство на Европа и на светското фудбалско семејство, се потсеќам дека имавме добар тим, имавме добри поединци, имаше една навистина силна кохезија во и околу националниот тим. Да не речам тоа, действуваше и живеевме како една фамилија. Добро се сеќавам дека и тогаш не цветаа некои рози во фудбалскиот сојуз на Македонија тогаш. Немаше некое изобилство на богатство, сметајќи ги парите или дури присеќајќи се на тоа, мислам дека имаше одредени проблеми, финансиски проблеми околу организацијата на тој чартер лет. Не беа некои сериозни проблеми, меѓутоа добро се сеќавам дека еден фудбаломан, човек Гоце Христоски, тогашен директор на Искра Турс, за жал покоен, еден добар фудбалски пријател на многу луѓе, го организираше сето тоа и доста помогна во таа прилика. Тоа е моја изборно сеќавање. Што се случуваше, да речем, по патот на самиот стадион и на враќањето од авионот, ајде да се подсетиме да чуеме нешто изборно од еден од 5 новинари од Мијалшо Доргутов. Се сеќавам дека позитивната атмосфера и тој позитивен дух, да не речем победнички, се чувствуваше уште 2-3 дена пред тргнувањето, кога во Фудбалскиот сојуз на Македонија се чувствуваше една возбуда, една раздвиженост, сите беа на нога, се подготвуваше секој детал поединечно, се правеше таа организација, се правеше списокот на патниците и навистина имаше доста, сега не би можел да ги изведам, доста познати личности кои беа дел од таа експедиција, да не зборувам за фудбалерите кои полосно доживеа светска слава и кои остануваа со златни букви запишани како фудбалери кои постигнаа тој успех и победија Словенија со 4-1 во крај. Во крај бевме пречекани од една поголема група на наши македонци кои живеат таму во Словенија. Наш амбасадор беше господинот Мирчев, исто беше дел од таа експедиција на дочек, на пречек на нашите депутатици. Добро се сеќавам дека Андон Дончевски и Часлав Божиновски направија една неверојатно добра, сплотена атмосфера кога одржаа 2 состаноци со фудбалерите, а на истите состаноци беа поканети и 5 спортски новинари и 20 фоторепортери. Значи вратите беа отворени ачик за сите и бевме тука, некако се чувствувавме како дел од тимот. Значи, можете да видите и самите фотографии на тоа име од Лоза Спасовски, Ѓоко Личовски, дека се чувствуваше таа непосредност, тоа единство. Гледате, ова беше дел од состанот, еве не, новинариве и другиот дел од стручниот штаб. Со сите адити бевме пречекани, нашето знаме, ова се 20 сојузни капитени, Елзнар и Часлав Божиновски. Во таа прилика направив ексклузивно интервју
со нивниот државен капитен Елзан, кој ми даде изјава дека кај нив скијањето е спорт број 1, па фудбалот е понатаму. Ова е Димитар Линчев со председател на Фудбалски сојуз на Македонија Љубисав Иванов Дзинго, точен прв човек. Наистина беше, еве ги навивачите таа група на наши македонци во Словенија. Беше наистина фантастично чувството. Помалку и не може да се опише, тоа се доживува, тоа се моменти каде што треба да има среќа да видиш дел од тоа. Ова се сеќавам кога Чоко го постигна голот, кога паѓаа головите, кога на зелената трева царува Дарко Панчев во обраната, како беден беа Чеде Јаневски и Илија Најдовски. Навистина импресивно на средината. Многу добри фудбалери. Не сакам никого да истакнувам или другите да ги заборавам. Ќе се обидам да пренесам дел од тоа во финишот на оваа емисија. Ајде, една мала дигресија, па се враќаме назад на теренот и коментарите од колегите новинари. Во целата моја новинарска кариера, од тој 35 годишен новинарски стаж, ако нешто не се заборава, тоа е овој натпревар и првиот гол на Зоран Бошковски Чоко. Тоа се памти цел живот. Сега, ако ги затворам очите, ја паметам акцијата по нашата лева страна, кога беше нафрлена топката од Дарко Панчев, а Зоран Бошковски Чоко како расен голгетер, еден стрелец со големо чувство за постигнување на гол, ја донесе таа радост и тој вулкан, ја направи таа слика која ден денеска останува. Ова е тој прв гол. Ја гледате и топката е фатена на истата, во истиот момент кога Чоко го совладува голманот на Словенија и предизвика бура од воодушевување кај во новинарската ложа, кај гледачите, кај сите нас, мислам, тоа се памети цел живот, да бидеш дел од тоа. Навистина е гордост и едно посебно чувство. Игравме навистина добро, ги сомлевме словенците, тоа го признаа нивните новинари, го признаа и селекторите. Де факто бевме подобри. Тоа сите го видоа и тој убедлив триумф 4-1 донеси и радост после на преворот, кога навистина и тоа убаво се сеќавам, бидејќи го паметам и тимот кој беше околу репрезентацијата тогаш, луѓе кои живееа со репрезентацијата, навистина го сакаа националниот тим и правеа се за него. И на враќање во авионот беше едно да не речам, висти се пееше. Сада типол од Луѓана до Скопје се пееше. Сите бевме расположени, наздравувавме, се пиеше. Кој што сака, тоа беше добро организирано со тој чартер лет. И ето, остануваат тие спомени, останува тој резултат, остануваат актерите. Ги кажав на почетокот, да видиш еден од 5 спортски новинари кои известувале до овој натпревар. Навистина е голема гордост лично за мене и во оваа прилика само сакам да ги поздравам сите актери, нормално оние кои се меѓу нас физички живи овде присутни. Има еден помал дел кој веќе замина, меѓутоа оставија трага, остануваат нивните имиња забележани како дел од овој историски успех, историски настав на македонската фудбалска репрезентација. Прв официјален и секако тоа ќе остане за секогаш запишано. Нека ни е честит јубилеот, да имаме среќа и понатаму да одбележуваме вакви јубилеи, да бидеме дел од вакви јубилеи и можеби да бидам искрен, една мала горчина лично кај мене со оглед дека ова новинарски агол од 5 новинари, за жал веќе 2 колеги не се меѓу нас, Воин Трајковски
не напуштил поодамно Војче од Нова Македонија, неодамна за жал од нас замена и Александар Стиков, легендарниот радиорепортер на Македонското радио. Тука сме јас, Атанас Костовски и Драган Николовски, од сите нив со голема чест и почит кон кумот Таско, кој се јавува со свој клуб во Слободен печат и повремено е активен во медиумите. Меѓутоа, јас останав еден од најактивните по некоја мала куса пауза се вратив во не сакам несторно да бидам на голема врата во спортското новинарство, а некако како некои луѓе од Фудбалската федерација не сака да го видат тоа. И благодарницата врачена од нив пред 5 години, кога одбележувавме 25 години, стои во нашите витрините, а видите кое е тоа признание. Меѓутоа, сега сме некако ставени надвор од сите овие протоколи церемонии. Да, тоа е само едно одбележување на мала горчина. Тоа е тоа. Да сме живи и здрави, честит јубилеј. 13. октомври, крај 1993 година, Словенија, Македонија 1:4, 30 години подоцна, 13. октомври 2023 година, продукција Скок, заштитниот знак на Скок е пак овде, е на долга традиција и никогаш некој да не се сомнева дека Скок постои, ќе постои и е спортски бренд со најдолга традиција.